од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот председател вечерва ќе зборува пред Конгресот, обраќајќи се и на целиот американски народ за предизвиците со кои се соочени САД. Овој говор ќе го одбележи првото појавување на Обама пред Конгресот во полн состав, што тој ќе го искористи како можност за изнесување на неговите приоритети и економски планови. Председателот се очекува да зборува за безбедносни прашања, но фокусот на неговото обраќање ќе биде економијата. Обама е председател само 5 недели. Последнава недела тој потпиша закон за стимулативниот план, ги представи плановите за помош на сопствениците на домови за рефинансирање на нивните стамбени кредити и кажа дека сака да го намали федералниот дефицит за половина до 2013-та. Вчера Обама на самит во Белата куќа со законодавци и финансиски стручњаци кажа дека неговата администрација има намера да го намали дефицитот од 1,3 трилиони долари на 533 милиарди во наредните 4 години. Никој не сака да применува никого, рече грчката министерка за надворешни работи Дора Бакојани, која вчера беше гостинка на институтот Брукингс во Вашингтон. Повеќе за нејзината посета од Ведран Андоновски. Првиот човек на грчката дипломатија во угледниот Брукингс говореше како да се премостат проблемите за колективната безбедност во 21. век. За Дора Бакојани клучни се 3 символични моста меѓу САД и Европа преку Атлантикот, меѓу Русија и Европа ширум Евроазија и оној кој го поврзува Балканот со Европа. In our multipolar world, во овој мултиполарен свет, безбедноста зависи од многу повеќе од колку само моќта. Зависи од градење односи и создавање врски, од градење мостови преку разбрануваните води. На наше прашање дали со оглед на тврдењето дека би прифатила решение со географска одредница од типот Република Северна Македонија, грчката влада би го признала македонскиот народ, јазик, култура и идентитет како македонски или би инсистирала и на нивна промена, Бакојани со коментар. nobody wants to rename anybody. Никој не сака да преименува никого. Да бидам мощно јасна, Македонија е поширок географски регион. 51% од Македонија припаѓа на Грција, 38% припаѓаат на Бугарија. Не знам колку точно, мислам 37% на Фиром и 1% на Албанија. Ова е регион што во минатото имаше многу проблеми. За стабилноста на овој регион мощно е важно проблемите од минатото да бидат закопани и заборавени, а не да се изнесуваат во годините што доаѓаат. Наведувајќи дека, цитирам, има 2,5 милиони горди македонци во Грција, како и дека во Бугарија има луѓе кои се нарекуваат македонци, Бакојани вака го резимираше грчкиот став. That what we are talking about is the former Yugoslav Republic of Macedonia. Она за што ние говориме е поранешната Југословенска република Македонија со придавка пред името Македонија, што разјаснува дека не говориме за целината и дека луѓето кои живеат таму припаѓаат на таа земја. Според Бакојани, Грција посакува најдобри можни односи со Македонија и е водечки инвеститор во неа, што, како што рече, овозможило 25.000 работни места. Грчката министерка тврди дека низината влада се уште сака во Македонија да се реализира програмата Грчка помош, но дека преименувањата, како она на коридорот 10, спречиле прилив на 50 милиони евра за овој патен правец. Бакојани вели дека не е точно дека Грција една година пред ветото на самитот во Букурешт донела одлука за тоа, туку дека само решила да ја смени политиката од изминатите 17 години и да прифати име што содржи Македонија, но со географска одредница. На прашање од обединетата македонска диаспора когам Грција ќе им даде целосни права и потполно ќе ги признае малцинствата, меѓу кои и македонското, Бакојани возврати дека секој европски граѓанин, вклучително и грчките, ги уживаат сите слободи и човекови права и дека тие се загарантирани. Од другите вести, јапонскиот премиер Таро Асо ќе се сретне со Барак Обама во Белата куќа, со што ќе стане прв странски лидер кој го посетил новиот председател на САД. Се очекува да разговараат за глобалното затоплување, тероризмот и киднапирањето на јапонски граѓани од севернокорејски шпиони во 1970-тите и 1980-тите. Асо и Обама имаат различна поддршка од домашното јавно мислење. 60% испитаници го одобруваат начинот на кој Обама ја врши работата, додека премиерот Асо има само 11% поддршка. Привршуваат повеќе неделните карнавали во светот со масовни прослави, музика во живо и понекогаш неконтролирани улични забави. Познатиот бразилски карнавал во Рио де Жанеиро заврши со самба и екстравагантни костуми.
Во американската сојузна држава Луизијана во Њу Орлеанс на парадата на Марди Гра или Мрсен вторник го одбележува крајот на карнавалската сезона која завршува на полноќ. Карнавалите, гозбите и забавата претходат на христијанскиот пост, време на воздржување, молитви и рефлексија што започнува утре. Сара Хикман е музичар од Тексас со над 15 снимани албуми и бројни настапи по медиумите, но тоа што ја разликува од другите музичари е што својот музички талент го комбинира со желбата да им помогне на другите. Еве како го прави тоа. За Сара Хикман музиката е за животот, а животот е за љубовта. Сара ги користи своите концерти како начин да ги повика луѓето на дарежливост. Доколку мојата музика може да се преведе и да ја инспирира публиката да се ангажира во доброволни активности, да ја инспирира да размислува поинаку за својот сосед, например, тогаш мојата мисија е успешно завршена. Сара својата љубов ја споделува преку музиката, но таа е позната и по тоа што прави торти кои ги дава на хуманитарни организации, како Care Communities, приватна група која им помага на сиромашните кои страдаат од тешки болести. Таа често го минува своето слободно време токму со овие луѓе и помага и во примањето на донации преку отворените телефонски линии. Oh, that's great. Okay, yes, I would love to take your donation. And let me get your name. Сопругот на Сара и незините две ќерки исто така се ангажирани во многу локални хуманитарни проекти. Таа дури ја понудила својата музика како терапија за оние лица кои знаат дека набрзо ќе починат или се со сериозни телесни повреди. Еден таков случај е кога Сара свирила на гитара пред 3-годишно момче кој го загубило видот и слухот во сообраќајна несреќа, но не и способноста да ги чувствува музичките вибрации. All of a sudden, his whole face changed. Одеднаш се промени целиот израз на неговото лице, вели Сара Хикман. Дотогаш безизразното мало лице се претвори во продуховено суштество. Знаеше дека јас бев со него, не беше сам. Сара Хикман вели дека многу добила со неговата работа и верува дека и многу други би нашли исто такво исполнување со добротворна работа. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.